Ви благодарам, почитувам председавач. Почитувам колега, не е важно дали некој ќе добие лајк, а нема да добие некој друг лајк. Важно е каква порака ќе испратиме пред граѓаните, кога амандмани кои што се однесуваат за граѓани од каде што од исто место доаѓаме, исти пратеници, едните кажуваат едно, а другите критикуваат друго. Мене, знаете зашто се јавив за реплика? Како не ви изритира односот на заменичката министерка кон вас, како пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, малце да ве заинтригира и да кажи третманот вашиот третман и третманот од нејзиниот сопартиец Реџел Исмаили, кој што се работи за ист амандман. И вие баравте асфалтирање на локални, уствари мојата колешка бара асфалтирање на локални патишта во место во Неготино и Реџел бараше асфалтирање на локални патишта во Чаир. Но меѓутоа, амандманот на господинот Реџел е прифатен, а амандманот на колешката е одбиен. И вие, наместо на тоа да реагирате и да допринесете на вистина да се овозможат средствата кои што ќе одат во прилог на граѓаните од Неготино, вие станувате и критикувате. И гласа против. И ќе гласате против. И убедувате дека не е потребно тоа да се направи. Тоа е парадоксалната ситуација, почитуван колега, и не е важно дали ќе добие некој лајк, а некој нема да добие лајк. Важна е поддршката која што треба да ја имаме еден кон друг кога се работи и за потребите на граѓаните. И мислам дека вас посебно, бидејќи вие доаѓате од позицијата од вашиот коалиционен партнер, вие сте деградирани. Во случајот, вие сте деградирани. Нема. Нема. Па уште излегувате и кажувате, не е важно дали ќе се дека со бекатон ќе се бетонира. Па вие во програмата кажувавте за асфалтирање, а не за бекатонирање на улиците. Тоа е голема разлика. Ајде да ги земиме ставките за асфалтирање, за бекатони, за другите работи. Значи не може вие да се правдате со нешто, ќе закрпите дупки, а кажувате дека сте асфалтирале пат во должина од 54 километри. Кај го бива тоа? Кај го бива тоа? 15 километри асфалт не можете да ставите, ќе закрпите 4 километри, ќе кажете ја асфалтиравме таа и таа улица. Не бива така. Како така? Вие кажавте дека во текот на вашиот мандат ќе направите 500 километри патишта. Не знам колку регионални ќе асфалтирате, не ќе бекатонирате. Различни се тука ставките. Значи сте ги излажале граѓаните. И на крај крајшта, вие кажавте дека вашиот градоначалник толку ревносно имал проекти за ова. Ме интересира, почитуван колега, сега во репликата да ми кажете, од релоцираните средства од минатиот ребаланс на буџет, 30 милиони, колку зеде 50 милиони денари општините, Неготино сигурно зеде, така? Ме интересира дали градоначалникот совесно ги искористил, дали аплицирал со одредени проекти и каде истите средства се наменети. Не сакам за мојот градоначалник компарација да правам, мојот се гледа кај ги искористил, си купил коли. Значи, си го обновил возниот парк. Но ме интересира за градоначалникот од Неготино. Дали обезбедил средства за асфалтирање на локални патишта таму каде што имат потреба граѓаните, дали аплицирал со проекти за канализациони системи, водоснабдителни системи и така натаму. Ме интересира како еве најголемиот проект во 2018 година со ребалансот релокација на средствата од буџетот во општините, ги направивте паразити градоначалниците, затоа ништо нема се обработено 2019 година. Ништо! Едно локално патче немат направено. Ама така ги научивте. Сега најдобар проект, бидејќи капиталните инвестиции ви се 28% реализација, пак вршите релокација на средства на општините кај градоначалниците и така тоа ќе оди во недоглед. Така во недоглед ќе оди.
за нивното работење награда. Ви благодарам. Ви Не може и времето благодарам за зошто. реплика. Кај го мерите Почитувана времето? Извинете, колега. Не може тоа така кога вас ке ви текни вие да... Ма Како што може вие, така? Значи ве молам, почитуван колега, нашето време го мерите, а времето од колегите не го мерите. Ја го мере. Значи не е во ред. Благодарам. Благодарам.